Почитувани гледачи, неколку пати во оваа емисија гостин бил Ниче Димовски, вечерва го покани во студиото. Ниче, добро вечер, добро дојде. Добро вечер, добро ве нашо. Свесен си дека секогаш кога ти ќе се појавиш или ќе излезе книга, многу контроверзи се дига. Од една страна од крајно непризнавање до крајно одобрување. И ретко некоја средина има. Сметаш ли дека е тоа добро или лошо? Па добро, антирекламата е најдобра реклама. А прорекламата? Исто. Добро. 3-4 книги напишавте. Колку излегува до сега во вашата кариера? 4 и 1 стрип. 4 книги. Сето тоа како едни импресии од една случка во вашиот живот која ви отвори некои видици, за кои говоревте доста работи. На моменти знаевте да бидете доста абстрактен, дури ја да не ве разберам, но некако се редефинирате и вие во живото, што значи и кај вас постои една еволуција на некои работи. Ке одиме по она што се договоривме. Мене ме интересира една работа која ја спомнавте, многу абстрактна, предизвика подсмев у јавност, кај дел од јавноста, а некои ја сватија па дури и пресериозно. Пред околу 3 години ми најавивте, или 4 години, ми најавивте дека некаде од 2010 или 2011, коригирајте ме, степенот на свесноста кај населението, општо, цивилизацијски, треба да порасне на некој степен. Вие зборевте четврто ниво или што ти ја знам, и дека од таму ќе настанат некои работи. Ја би сакал тука малце пред да почнеме за разговорот за кој дојдовте, како стојат работите на тоа поле, вака се обзервирано, години помина од тогаш кога рековме дека тоа четврто ниво е достигнато, да речеме цивилизацијски? Напредуваме со голема брзина поради тоа што технологијата напредува со голема брзина, со брзина на светлината. Она што, да речеме, ние учевме, додека учевме дека за 100 години е постигнато толку многу што целото човештво претходно не постигнало, сега драстично е намален бројот на годините. Значи за 10 години сега е постигнато повеќе од за 100 години. Сега веќе се приближуваме за неколку години постигнуваме се што е претходно во човештвото постигнато. Така да ќе дојдеме до можеби до една фасцинантна 365 дена една година и ќе се случуваат чуда. Тоа е многу нормален процес поради технологијата и напредувањето на технологијата, да, а свесноста? И самата свест напредува. Самата свест, веќе младите, децата кои се во основно го знаат она што ние сме го учеле во високообразовните институции. Така да, тоа е природен процес и незапредив процес. Добро кажано. Добро кажано. Господине Димовски, живееме во едно време, 2015 година, ја лично ќе запаметам како година во која сум живеел во едно од најнегативните времења во моето битисување. Значи, сум преживеал години на војна и несигурност, но ваква омраза, злоба, зло, демонологија не сум сретнал. За прв пат во живот раскинуваат врски пријатели со мене, роднински, заради идеолошка подлошка од една или од друга страна, се раскинуваат врски љубовни, семејни, секакви пријателски врски, долгогодишни, од една, можам да кажам, ја би ја дефинирал една демонизирана здивеност на ирационално размислување, кое многу тешко можам да го најдам оправданието. Како да живееме, како кај дел од луѓето, поимот љубов потполно да ја исчезнал. Вие сте писател, често пати сте збореле Бог, љубов, сте опфаќале аспекти за онаа страна, за оваа страна. Знам дека сакате вечерва за ова да говорите. Да го чујам вашето размислување. Видете, во еден институт во Америка, сега веќе кога ме прашавте, ме наведовте на тоа, во еден институт во Америка се правеше едно истражување каде што доброволци се јавуваа за тоа истражување
една детална анализа на нешто што се случува во свеста. 100 доброволци внесоа во една сала, им поделија плави капи, плави мајци, црвени капи и црвени мајци. Луѓето беа помешано меѓу себе, после 30 на минути се раздвојат. Не се познаваат никој меѓу себе и не знаат зошто се дојдени во таа просторија, во таа сала. Се одвоја тие со плави капчиња на левата страна, тие со црвени капчиња на десната страна. Веќе по 20 на минути започна вербален конфликт меѓу нив, со довикување, па дури и со пцовки. И дојде момент дури до физичка пресметка, тогаш влегува луѓето кои беа задолжени за истражувањето, им кажа дека тоа е истражувањето, всушност сака да видат што се случува без да се познаваат луѓе, доволно само да им поделат плави и црвени капчиња и мајци. И потоа ги прашуваат и едните и другите. Каде настана проблемот? И тие велат, па овие со плави, исто то го кажуваат. И овие со црвени капчиња и мајци, и овие со плави. Вели, па тие почнаа први да се двојат на една страна. Овие викаат, не, тие другите почнаа да се двојат. А потоа вели, па потоа почнаа да ни се подсмеваат. А други велат, не, тие први почнаа да се подсмеваат. И доаѓа до конфликт. Истото се случува и во општествата каде што сакате да направите раздор и разединување. Се е на принцип на поларитети. Се е на принцип на манипулација во колективната свест. Од кого и зошто? Од кого? Од најголемите центри во светот за да можат да манипулираат со материјалните богатства, со енергенсите, природна работа. Значи неколку фамилии. Ротшилд, Рокфелер, Варгус, CNN, BBC, тоа се телевизии кои се во нивни раце. Значи тие можат да прават чуда. Благодарение на социјалните мрежи и Фејсбукот. Сега, значи можат и други да го прават тоа на поедноставен начин и со помалце потрошени материјални средства. Дури може да го прават одредени групи кои јас ги нарекувам креативни јадра, за да можат да ја пишуваат иднината во колективната свест и тоа да го протнат во матрисот, во иднината. За токму тоа да се случи, бидејќи судбина сама по себе не постои. Се е програм, се е програмирање. Ти наметнува сугестија, а ти со таа сугестија, ако ја прифатиш како сугестија, си наметнуваш автосугестија и потоа се само програмираш. Значи манипулација во колективната свест. Сега да објаснам зашто е тоа така, бидејќи токму за тоа пишувам. Бидејќи мозокот, човечкиот мозок живее само во сегашно време. За него нема минато и идно време. Ние размислуваме во слики. Значи, зошто е таа манипулација? Ние размислуваме во слики. Јас ако ви кажам, сега кој ќе ви кажам, истото не може да го сопрати нашите гледачи. Ако ви кажам, не размислувајте на розов слон. Сите мислат на розов слон. Значи, лимон. И ако повторам, јадете лимон и почнувате жлези да ви лачат. Значи, ние размислуваме во слики. Сликите кои не ги знаеме, не можеме да ги видиме. Тоа значи дека ако јас ви кажам каде е изгубениот континент Лемурија, вие не можете да го видите. Како рековте? Изгубениот континент Лемурија, вие не можете да го видите како слика. А претходно ви кажам Америка, Африка, излегува карта или глобус, го гледате. Но изгубениот континент не можете да го видите. Ако јас ви кажам, тој се наоѓа во Индиски океан, кај денешни Малдиви, веднаш ја добивате сликата. И од тој момент мозокот проширен со нова информација никогаш не може да се врати назад. Значи, тоа го користат кај нас луѓето. Значи, мозокот живее во сегашно време, се дели на два дела, свесен и подсвесен, 5% со 95%, размислува во слики, проширен со нова информација, никогаш не може да се врати назад. Благодарение на подсвеста, што е супер интелигентен идиота, 19 пати е попаметна од свеста, може да вметнете преку реклами, преку медиуми, било што и да манипулирате во колективната свест. Одејќи понатаму се случува уште нешто многу поинтересно. Науката, благодарение на електронскиот микроскоп, открива дека во нас имаме пептиди. Тоа се интелигентни молекули кои слушаат што ние размислуваме. Кога гледаме таа слика од розов слон, ние размислуваме на розов слон. Ако кажам колку е убава цигарата кога пушите, ви излегува оние што пушат, слика како пушат и веднаш сакаат да запалат цигара. Или оној што е зависен од шоколадо, или оној од спортска прогноза, од
риболов или од било која желба која ја има или нешто што има чувства за било каква работа, бидејќи пептидите го слушаат тоа, тие живеат во сегашно време, како и што живее мозокот, и се подчинети во сегашно време на нашите мисли. И што се случува? Тие создаваат зависност. Од моментот кога ќе помислите на некоја ваша зависност, тие се множат со огромна брзина и ја бараат истата храна. Токму во тоа е проблемот. Значи, некој може да ве програмира и вие мислите на негативно и постојано ја барате истата храна. Спротивно на тоа, размислувате на позитивно и повторно исто ви се случува. Бидејќи, како што кажав, подсвеста е супер интелигентен идиот, кој живее, мозокот кој живее во сегашно време, исто и како пептидите, не прави разлика. Мидиклоријан. Да, никогаш не се меша, значи, подсвеста во она што го размислува свеста. Значи, таа е, Карл Јунг кажал, не случајно кажал, се доека подсвесното не го направиме свесно, тоа ќе раководи со нас, а ние ќе го нарекуваме судбина. А всушност судбина сама по себе не постои. Значи, подсвеста е еден совршен систем кој функционира безпрекорно. Систем што е застрашувачки прецизен, но и ирационален, кој можеме ние да го направиме рационален, значи свесно да го користиме. Кога некој сака да не изманипулира во нашата колективна свест. Одејќи понатаму, тие пептиди и нашиот мозок и подсвеста го чувствува водата во нас, а ние сме 80 до 85% вода. И таа реагира така, и ние вибрираме. Ако сега во просторијава влезе некој со пониска вибрација, ние можеме да речеме колку е негативен, а тој нема да отвори ни уста. Затоа што аурата е во 5 метра круг и ние чувствуваме неговата вибрација. Ако тој е со повисока вибрација од нашата, ние велиме колку е позитивен. Тоа е поради вибрацијата на водата. Всушност, во основа се е програмирање. Одејќи подлабоко, еден научник открива, Владимир Папанин, значи во институт за квантна биологија во Русија, открива што се случува во најситниот дел, значи квантните честички. Секоја наша клетка има квантна честичка фотон. Тие исто така многу лесно се програмираат. Значи во атомот имате електрони, неутрони, протони и јадро, а одејќи подлабоко имаме кваркови, неутрони и фотони. Фотоните се основата на универзумот кој доаѓаат од сонцето. Во секоја клетка имаме фотон кој многу лесно се програмира. Значи тој зема вакуум цевка и во таа вакуум цевка прскаат фотоните. Извинете, ама фотоните имаат многу краток век на траење. Тоа едноставно кој ќе се одбие, веќе не продолжува да екзистира или се абсорбира на Значи, црна подлога. Да, што тој прави со експериментот? Зима ДНК материјал и го става во вакуум цевката и фотоните се подредуваат и мируваат. Значи, тие примаат интелигенција. Поинтересно е што тој кога го вади ДНК материјалот, тие остануваат да мируваат како во нанотехнологијата. Тоа значи дека ние можеме да правиме програма во нашата индивидуална свест и во колективната свест. Тоа некој многу добро го знае и го користи тоа за манипулација во колективната свест. Што се овие знаења? Овие се тие знаења кои треба ние секој од нас да го знае. Значи, Зошто? зошто? Затоа што пептидите бараат истата храна од нас. Размислувате на зло и тие ве принудуваат да вие постојано размислувате на зло и тие се множат. Исто како со цигари. Да речеме некој пуши цигари. И се годи на доктор како да ги прекине пептидите. Тие ќе одумрат во еден момент ако тој даде команда. И докторот му вели ќе умреш за 3 месеца ако не ги оставиш цигарите. Тој преплашен од стравот, од сликата која гледа дека ќе умре, ќе легне во сандук. Значи ги прекинува цигарите на каков начин? Ама не стравот делува... негов. Да, ги убива пептидите. Стравот е силен мотиватор, се Ги согласувам. убива пептидите. Ама не, имаме и свестни сте дека луѓе излегле од болница од многу потешки ситуации, па продолжиле да се занимаваат. Значи, не секогаш е и доволен. Тоа сакам да го кажам. Не навлегувам за стравот, стравот имам опширно опишано, значи зборав за пептидите. Во тој момент тој ги убива пептидите. И тој веќе не може да пуши цигари. Значи, му се гади од цигарите, бидејќи стравот му предизвикува него да одумрат тие пептиди. Одеднаш се создаваат нови пептиди, може би за спорт, да јаде бомбона. Ама не може секој да го или постигне благо. ова. Не може. Не збориме дали може или не Кој може. може да го постигне ова? Зборувам што се случува со пептидите. Што не може? говорам, значи, дали некој може или не може. А јас се обидувам да разберам кој може да го контролира тоа. Кој може да влијае врз нив.
кога ние ќе знаеме што се случува во нашиот организам, а ние сме совршени совршенства. Добро. Значи ние можеме свесно да влијаеме на нашиот мисловен процес. Само со сознанието дека сме свесни дека тоа постои кај нас? Или потребни се техники? Потребни се техники, значи на поминување од бета, сега сме во бета таласно ниво и поминување во алфа таласно ниво со само И ти програмирање. имаш во самите книги кај што велиш, прочистување на телото, знам Така е. деца мојве со орис еден ден варен, прописнати и така натаму. Со афирмации. Тоа се Значи, вика одредени афирмации. афирмации, правиш програмирање и со тоа програмирање добиваш се што ќе посакаш, бидејќи ние сме единствените живи суштества на планетава кои имаме свест, кои свесно можеме да го менуваме нашиот мисловен процес. И можеме да добиваме се што ќе сакаме и можеме да блокираме доколку некој сака да не програмира. Одете вие на еден брод, да речеме, ако се качите и сега на тројца луѓе договорене, кој му кажат на некој патник, имаш морска болест, ти си многу блед. Првиот му кажува, по неколку минути доаѓа вториот човек, му кажува, веќе третиот кога ќе му го каже, тој веќе со таа сугестија му го наметнува тоа и тој си прави автосугестија и навистина станува блед и бара чаша вода, не може да стои. Ако истото му го кажете на морнар, тој ќе ви се изнасмее, бидејќи морнарот не може да се самопрограмира. Дали сте виделе морнар што може да добие морска болест? Не сваќате ли колку е Зошто е моќно? самопрограмиран? На кој начин се самопрограмира? Со навиката, Со навиката, бидејќи тој секојдневно го прави, тој не може да верува дека има морска болест. Затоа што во една од мистериите на светот, кога веќе ова го говорите, зборивме за силата на сугестијата, каде што се случувало на луѓе кои им било сугерирано дека ќе умрат тој и тој ден, толку и толку саат, тој ден се случи. Тоа се познати медицински феномени, дури и тие што го направиле тоа се смета дали се виновни во зло, велат дека хипнотизер може твојата свест и подсвест, ако успее да ти навлезе, да ти остави такво нешто во главата и да ти направи сериозна белја до завршување на животот. Но од друга страна, има па и други луѓе кои имаат толку челична волја, кој едноставно не можеш да им го пореметиш. Иако не е, например, отпорен, не знам, на ова или на она, или посебно, едноставно, зависно од карактерот. Науката, барем тогаш ја кога читав, уште немаше дадено кој може да одолее, кој не може да одолее на сугестијата. Кога збориме за сугестијата, вие го спомнавте, ако не се лажам, Фром го спомнавте во... или Јунг? Карл Јунг. Јунг го спомнавте. Јунг и Фројд работеле многу заедно, а Фројд, целото негово семејство, по Втората светска војна, работи за тајните американски служби. Ова е веќе отворено во документарец на Discovery кој го емитува, каде што основите на маркетингот беа поставени за сексуална сугестија, алузија, подсвесно и така натаму и така натаму. Фасцинантни работи, од многу бенигни до многу драматични. Например, вадат пример, чудна работа, се обидуваат готови торти, Америка, инстант, 50 години. Арно, ама не поминуе кај домаќинките. Што прават? Истиот рецепт, истиот производ, само додадете 2 јајца. Чувството дека ти учествуваш во тоа, Така е. прави експлозија и го покажа и производот. Јас се обидував да разберам што со ова сознание. Значи, манипулацијата ми е јасна. Така е. Он ке манипулира за да продаде производ, но јас што со оваа свест можам да направам? Дали јас, бидејќи ја, еве, ако сум свестен, дали тогаш одолевам на такво нешто кога сум веќе свесен или сум подложен? Бидејќи после и политичката пропаганда многу поинаку ќе ја примам ако имам свест што таа работа ми доаѓа. Затоа, нели, ако некои овдека новинарки велат и новинари што биле гости, македонскиот народ не е исти после 2001 година. Точно. Он тогаш се свести, за жал на многу тежок начин, на многу драматичен, ама истите манипулации што тогаш беа, веќе не поминуваат. Го кажувам јас тоа, дека ние растеме преку искушение и тоа го пишам во книгите. И сега кога отворивме тема за хипноза, само да ви кажам колку е подложна подсвеста. Што прави хипнотизерот? Ние сега сме во бета таласно ниво, хипнотизерот ја исклучува бета, а поминуваме во алфа кога заспиваме. Хипнотизерот ја исклучува
бета таласното ниво, свеста ваша, оние 5%, и веднаш навлегува, дава команда на вашата подсвест. Како што каже, вашата подсвест, поточно нашата подсвест, Контролира е па свест. 19 пати поинтелигентна од свеста, но таа е супер интелигентен идиот кој ги прима сите информации кои Здраво ги за даде готово. свеста или хипнотизерот ако успее да ве хипнотизира. Па дури, и сега ви става... дури ако е деструктивно кон соб себе, Се, апсолутно. Значи, Дури може да направи интелигентен деконструкција. Значи, интелигентен идиот може да направи само уништување. Сега ќе ви кажам. Значи, хипнотизер го хипнотизира човек и во раката му става 2 коцки мраз и му вика дали го чувствуваш жарта која те гори. Да. И лимфа се појавува и се појавуваат плускавци од мраз. Замислете колку е силна сугестијата. силна сугестија, значи Знам, тој има истото го гледав директна- кога и овде сум го покажал во емисија кога ги тераше, вика еве ти јаболко да јадеш, а гризаат кромит ги најслатко се изнакрка. Тоа е тоа. Кога ги Поради ослободи, се сликите, изгора. Дека ние размислуваме во слики во сегашно време, она што го Но кажав. физички делува. Тоа се вика психосоматика. Кога мислењето Апсолутно. дека ти ова ќе ти предизвика болест, гушење или алергиска реакција и навистина ќе ти се случи. И сега тука се прашуваат луѓе, пласибо ефект. Плацебо ефект точно 80% се психосоматски болестите кај луѓето на земјината топка. Зошто е тоа така? Затоа што ние имаме 100.000 мисли дневно, од кои 80%, поточно 80.000 се негативни, а само 20% се позитивни. Значи, ние секогаш гледаме дали е позелена тревата кај комшијата. Тоа е проблемот поради нашето его. Значи, таква Завист. манипулација ние можеме Его да правиме. и завист. Да. Значи, таква Да го манипулација... посакуваш студиото. Така е. Значи, таква манипулација ние можеме да правиме, поточно некој одредени медиум може да прават во колективната свест за која ние не сме свесни. Значи, манипулација до безсвест. Но никогаш не треба да гледаме црната точка на белиот зид. Треба да гледаме белината на зидот. Јас секогаш викам, ниедно зло не може да одолее на љубовта. Значи, еве кога би зборнале за Македонија конкретно, бидејќи ме прашавте, ова беше претходно негативна година. Македонија досега покажа и докажа дека може да се справи со сите проблеми кои произлегуваат од настанатите нови ситуации. Постојано имаме нови ситуации кои ги решаваме во чекор. Еве да земеме било кој пример, да речеме пред 9 години имавме 36% на невработеност. Поради оној притисок, поради оние мавања од страна и од внатрешните негативни луѓе, процентот на вработеност е 26% во моментот. Благодарност до негативните луѓе. Не, на некој начин, значи, заслужни се и тие, но тие ги стимулираат позитивните луѓе да размислуваат позитивно, затоа што како ќе го спознаеме доброто, ако не го спознаеме лошото. Значи, за да бидеш добар, треба да видиш што прави лошиот, за да ти да не бидеш како него. Погледнете што се случува во економијата. Значи, Македонија е на врвот, бевме и први по економски раст во Европа. Не е случајно тоа, значи не постоја случајности. Погледнете што се случува со реформите. Имаме реформи во економијата, здравството, земјоделието, во образованието, во социјалата. Значи имаме толку многу реформи што едноставно и толку голем напредок со сето ова што се изгради, значи со овие фабрики, со економски зони, па и 2014, значи тоа сите владетели после Александар 2300 години не успеале да го направат. Значи сите заедно не успеале, што успева да направи еден човек кој знае да се спротистави на сите негативци кои го удираат толку жестоко. По него, по неговата приветност. Значи, но тој не се предава. Истото тоа го направи и Ататурк, што денес го рачунуваат за татко на нацијата во Турција. Има поминато околу 4,5 години, има живеено во Турција. Не постои турчин кој не го сака Ататурк. Зошто? Затоа што тој ако не беше, ако не ги направеше реформите, Турција немаше да биде ова што е. Турците се мешавина од многу народи, ќе се испоколат и затоа секогаш воениот режим раководи со Турција. Секогаш и затоа таму има толку пучови и толку проблеми со војската. Значи војската ја води државата.
Во еден момент Ататурк има многу добро кажано, неговата кованица ќе се памти за секогаш. Тој има кажано, вели, човечкиот живот во однос на вечноста е премногу кус, но за да направи некој големо дело за татковината е доволно долг. Ако се остварат моите мечти, ќе се случат чуда од кои ќе се запрепасти целиот свет. Значи истото мото... Чуда не се случија од кои се запрепастив, ама да, од една ниско цивилизирана феудална земја ја внесе во висок После капитализам. Ататурк, значи се случија чуда. Истото мото го Чудо има и не би нашиот... се согласил дека се случија, но се случуваат многу позитивни работи. работи. Не, после Ататурк зборам, Но не еве, сега. и После покрај Ататурк. се Македонија не може да се осамостои. Она е самостојна де јуре, де факто не. И внатрешно, и надворешно, непризната, кој црква, кој име, кој идентитет, кој територија. Македонија сите овие искушени. И покрај се во ова, Македонија напредува. Постојат три вида на луѓе, често пати се вели. Значи, луѓе кои прават нештата да се случуваат, луѓе кои гледаат како нештата се случуваат и трет вид на луѓе кои постојано се прашуваат што се случило. 90% од луѓето, не само кај нас, во нашата држава, тука и на земјината топка, чекаат автобус на улица кај што никогаш не проаѓаат автобуси. Трагикомично. Се раѓаат заспано, живеат заспано и умираат заспано. Во тоа е најголемиот проблем. 90% од луѓето. Значи, науката потврдува дека тоа е така. Значи, тие се заспани, не знаат што сакаат од животот. Ако прашаш сега, да речеме една бројка од луѓе, 90% нема да знаат да ти кажат што сакаат, што утре би сакале. Епа, Мораш да знаеш што сакаш. Делувањето на алкохолот, шеќерот, брашното делува врз оние креативни центри на моќта и делува како кокаинот. Едноставно затапува. Американското општество е базирано на шеќер. Дај му на човек доволно шеќер и он е мирен како бубалче. Диазепам да се модел. Значи, во минатото нас не водеа такви луѓе. Значи, токму такви луѓе. Немојте да мислите дека... Значи, ние како народ сме ги привлекле ние. Со нашата вибрација тоа сме го привлекле. Сите сме биле заспани. Значи, во минатото имавме луѓе, замислете какви луѓе, што го сменија знамето, што го сменија името. 150.000 државјанства се дадоа само за еден да седне на тронот и да биде преседател. Кој срам за државата? Значи, мораме да признаеме дека ние во колективната свест привлекуваме такви луѓе и не случајно привлекуваме заспани луѓе. Но, благодарение на нашето будење, она што го кажав, што се случи кога бев кај вас прв пат во емисија, значи веќе колективната свест е на една повисоко ниво. Значи, дојдени се луѓе кои го користат мотото на Ататурк. Значи, човечкиот живот е премногу кусно, доволно долг за некој да направи големи дела за татковината. Луѓе кои знаат што сакаат, кои сонуваат со отворени очи, мора да знаеш што сакаш. За пример ќе го земам Лоренс од Арабија. Значи, тој е со француско потекло човекот кој го обедини целиот арапски свет и арапите не би биле тоа што се денес. Уште ќе беа бедуини и ќе живеа во земјаници. Тој ги обедини арапите. И тој остави една кованица. Тој кажа, вели, сите луѓе сонуваат, но не исто. Оние кои сонуваат ноќе во правливите длабочини на своите умови се будат наутро за да откријат дека сето тоа било привид. Но оние кои сонуваат дење со отворени очи се опасни луѓе, бидејќи сонуваат како да ги остварат своите соништа. Ние во моментов имаме лидер кој сонува со отворени очи. И треба го почитуваме тоа. Кога гледаш дека лидерот знае каде оди, секогаш ќе го следиш и животот ќе го дадеш за него. Значи, тоа беше потребно на Македонија. Да знаеме каде одиме и што правиме. Да знаеме во следните 5-10 години што правиме. Имаше ли Ататурк Овие книги јас Лоренс од Арабија, има ли вакви непријатели као ние денес? Има, жестоко. Значи, исто, значи, видете, морам да ви кажам дека мораме да бидеме благодарни на непријателите. Сите големи империи пропаднале за тоа што немале непријатели. Немале со кого да се борат. И тогаш доаѓа некој многу послаб од нив, со едноставна стратегија и тој ги окупира, ги поробува. И пропаја целата империја. Една изрека постои, вели, она што не те убива, тоа те зајакнува. Значи, ние сега знаеме што сакаме. Веќе, јасни ги гледаме целите во иднината, по 2, по 3, по 5, по 10 години.
Токму она што го пишувам во моите дела. Значи, кога знаеш каде одиш, кога гледаш целта, ти ќе стигнеш до целта. И среќата не е на самата цел, туку во патувањето до целта. Да ги отстраниш препреките, да ги собереш камењата кои ги фрлиле непријателите по тебе и од тоа да направиш јака тврдина. Не само за себе, туку и за својот народ. Значи, крајната цел на човечкиот живот е целосно психофизичко исполнување. Повозвишена цел е кога се осмислува не само својот живот, туку и животот на својот народ, на своите сакани, на своите најмили. Значи, љубовта кон татковината. Со илјадници години, од кај се појави ова, морам да кажам, значи, со илјадници години ни беше одземана. Се ни беше одземана. Гордоста, достоинството, патриотизмот, љубовта кон татковината ни беше одземана. И затоа тоа кулминира во еден момент. Не принудуваа, нашите предци ги принудуваа да се облекуваат во туѓи униформи и да се борат за туѓи интереси, за да ни ја распарчат земјата. А ние секогаш ги убивавме со љубовта. Значи, премногу бевме толерантни и им дававме љубов. И ден денес тоа се случува. Нигде во светот го нема. Сите што дојдоа со лоша мисла во Македонија, да не поробат и што ги убиваа нашите предци. Не беа уапсени, не беа екзекутирани, не тие беа што уништени. умреа во Македонија, се уште им ги чуваме гробиштата. Гробиштата германски во Битола, гробиштата српски во Валандово, гробиштата француски, англиски во Свети Арангел Михаил, црквата во Автокоманда, француските гробишта кај американската амбасада, бугарските гробишта во Ново село. Ние се уште ги чуваме. Замислете на нашите непријатели. Замислете каков народ сме. Значи, Македонија има поголемо срце од територија. Ние сме народ кој сите досега што дошле, ги убивме со љубов. Па, добро, може би не би се сложил со овој пример околу гробиштава, инаку да, за народ со љубов дека сме. Гробиштата се факт, постојат. Постојат затоа што плаќаат странските држави да се одржуваат. Да, они плаќаат и ги одржуваат. Но ние можевме и да ги изриеме. Така е, на тоа, токму на тоа мислам. Господине Димовски, мораме да направиме кратка пауза, па да го продолжиме разговорот. Оврските спрема телевизијата се такви. Ниче Димовски во студио. Екзотика, мистика. Да, не прекина рекламите. Па сега, тоа е телевизичноста, за жал не може да биде монолитно предавање. Сакав нешто само да... Пишувате ли нова книга? Планирате ли нешто ново? Да, сега заминувам за... Наскоро заминувам негде далеку да пишувам нешто многу интересно. Обично бегате многу далеку од континентот кога пишувате книги. Мора, да, зашто? Затоа што има многу вработени, телефоните постојано звонат, не можеш да работиш моментна инспирација и веќе не постои. Бизнисот добро оди? Па работам, функционирам. Од мои 13 години работам. Се изнаработив, но не ми е тешко. Работам и по 17 часа. Што значи може да издржи бизнисот и фамилијата неколку месеци. Така? Па се е можно. Се е можно. Па да бидете доволно одсатни. долго за да напишам една книга. Колку ви требаше? Колку бевте одсатни прошлиот пат? Првата напишав за 26 дена, да? Ова втората ја напишав за 21, ова ја напишав за 16 дена. Така да не ми треба многу, само да сум во мир, пошто пишувам ден и ноќе без прекин. Така. Значи, она што не го кажав, бидејќи рекламите не прекинаа, од секогаш сме биле, поради заспаноста, неразбуденоста, од секогаш сме биле како зрнца песок кои дозволувавме сите да не газат. Тоа е најголемиот проблем. Но никогаш нема некој да каже јас, сите вика, па зошто јас да бидам прв? Па сега јас ли, а поради интелектуалното его, знаете, голем проблем е да ги натераш другине, оние што се замислени поради нивното, поради нивниот замислен идентитет, егото, да ги натераш да направат нешто. Јас често пати велам, мораме нешто да направиме. Многу сум среќени во моментов, ќе кажам, веќе се повеќе и повеќе среќавам разбудени луѓе кои знаат што сакаат. И во нивно име можам да кажам, ние, поточно еве, јас ќе кажам во нивно име, јас не дојдов на оваа планета да бидам зрно песок. Јас дојдов да бидам планина. Планина која ќе се спротистави на сите непријатели кои сакаат да удрат по мојата татковина и мојот народ. Што е важно? Важно е да успееш или важно е да се обидеш?
Важно е да успееш. Јас секогаш верувам во тоа. Јас имам зацртано 77 работи од кои не отстапувам. Моментот кога умирав, значи тоа беше една тешка болка. 97 година, бев спортиста и бев неподвижен во кревет и бев свесен дека ќе умрам. Токму и така ми започнува оваа книга која излезе во Америка. По 7 дена се пробудив од... Врти сучи, секогаш се враќаме на тој Секогаш момент. се враќаме. Тоа е значи, преломниот момент кај По 7 тебе. дена се пробудив, па сега прашањето е така испада. По 7 дена извини, се пробудив немав намера. од кома и бев свесен дека ќе умрам. Знае дека утрешниот ден нема да можам да го купам. Доека сонцето, и така почнува книгата, вели доека сонцето заоѓаш од мојата десна страна, си велев сите пари на светот да ги имам. Утрешниот ден нема да можам да го купам. А многу е болно на оној што има. Тогаш имав 33 години, имав застапништво на 4 фабрики, бев млад милионер. А бев најголемата будала во тој момент, мислев. Си велам, секогаш се надеав дека ќе живеам, но никогаш не живеев. И сега додека ние разговараме, 5 до 7 луѓе секоја секунда на планетава умираат. И се раѓаат. И се раѓаат, да, но многумина од нив се милиардери. Кога би го знаеле ова што ви кажувам, значи техниката со која јас направив плацебо и се извадив 3 пати се вадам од таа ситуација, тие многу лесно можат... Која е таа техника? Значи техниката на манипулација на својата свест, на својот мозок, затоа што тој живее во Како го манипулираш? Го манипулираш со вадење на слики. Кога Како? умира човек го паќа Визуализираш? страв, паника и тогаш дури и крвта се згруднува. Па добро, А стравата ти е природна. визуализираш, значи да, природно. Доволно е само да му извадиш слики на срекни А моменти. што од ако не твојот можеш живот. да ја контролираш? Има многумина што би тоа го сакале, зборам. не може да ја контролираат. Стравот ги парализира. Така е, сите можеме да го правиме тоа со одредени тренинзи. Само да посветиме 10 минути од 24 часа. Добро, значи тоа е тоа. Што да посветиме? 10 минути на техниката која можеме да ја научиме. Која е таа техника? Кај се учи? Тоа е фотографско-лингвистичко невропрограмирање. Го имам објаснато во претходните емисии, Така? сега да не го говорам. Ако? Значи се учи, го пишувам во моите книги со одредени формули, афирмации, може да се изманипулира дури и најтешката болест. Се е во нашиот ум. Се е сугестија и автосугестија. Претходно го имаме зборено, Све не би е во навлегувал. глава. Така е. Све не е би во глава. навлегувал. Не би Се навлегувал. почнува овде. И Така зависност е. и одвисност. Така е. И зло, и омраза, и добро, и лошо. Се е одлука. Нашиот избор. Точно. Значи, Што со ова? Значи, што сме ние? Ние сме само она што е после јас сум. Се што е после јас сум, секој од нас е тоа. Ние сме она што се нашите претходни мисли до овој момент. И никој не треба да ги обвинува другите. И во индивидуалната свест и во колективната свест. Во зависност од тоа што размислувате, вие тоа го материализирате. Се ова што во моментот се случува, се што гледаме околу нас, се претходни мисли некој го испланирал. Никој не треба да се буни за 2014 или било што се случува. Значи, нивото пораснало на тоа ниво, да ние можеме да креираме, да создадеме креативни јадра и да го создадеме тоа, значи ние сме го посакувале, како и претходно што ви кажав. Ние ја креираме иднината. Ние ја создаваме. Судбина сама по себе не постои. Тоа е илузија. Значи, тоа е една голема лага. Ние создаваме судбина во зависност од тоа што размислуваме и на што се фокусираме. Па нели, точно е, во право сте, се согласувам со вас. Или има Бог кој ни дал слободна волја, или постои судбина кај што е све предодредено, што го негира постоењето на Бог. А ние Бог знаеме дека постои затоа што постои љубов. Љубов е Бог, љубовта постои, свесни сме, значи Така е. Многу големи научници толку точно во право сте ова што Многу го големи говорите. научници на крајот на животот потврдиле за постоењето на некоја суперинтелигенција, кога го спомнавме Карл Јунг. На крајот од неговиот живот го има тоа во интервју. Негово документарец го прашува новинарката, му вели дали верувате во Бог? И тој одговара: зборот верување го користиме кога за нешто мислиме дека постои, но немаме доволно докази за тоа. Не, јас не верувам во Бог. Јас знам дека Бог постои. Многу јако. Тоа, Значи- знаеш што, уште појако е многу на погребот на еден од моите родители, свештеникот кога рече: мајка ти сега, твоја, не е верник. Она до сега верувала, сега знае. Точно. Така, која ќе се расчистат работите еднаш. Нам не ни е се јасно, за да ние изградиме став. Но, ајде да не те кочем, немаме уште многу време.
Повели, Значи, продолжи се со зборавме за мислата. борбата помеѓу злото и доброто, негативните и позитивните. Борбата помеѓу злото и доброто е започната и во колективната свест, значи на глобално ниво. Неслучено советникот на преседател Владимир Путин, Александар Дугин, кажа, тој објасни дека приматот на Русија е неизбежен и таа света војна е започната во Сирија. И започна повеќе од ясно е започнато повеќе јасно кои земи го започна и кој стои позади сатаната, и тој многу мудро кажа, вели, победата на сатаната Русија ќе оствари со тоа што ќе го ослободи Киев од нацистите, ќе го ослободи Истанбул од муслиманите и Израел од ционистите. Во основата на сето ова лежи Македонија. Значи и на локално ниво ние имаме исти проблем, борба помеѓу злото и доброто. И сепак пак ќе кажам да не ја гледаме црната точка на белиот зид, туку белината на зидот. Спротивната страна, поточно онаа негативната страна, која на некој начин мислиме дека нанесува зло и прави на некој начин и добро на Македонија, како што кажа, затоа што не става во искушенија, па ние мораме да се бориме. Ако не се бори, значи борбата е нужен услов за победа. Ако не се бориш, ти не можеш да победиш. Борбата на локално ниво е започната со деконструктивни креации, кои можеме да ги видиме во изминатава година. Значи, ова беше година со такви деконструктивни креации, што едноставно луѓето беа отруени. Повеќе од јасно беше кој тоа го организираше и кој стоеше позади тоа. Точно оние медиуми што на почеток ги кажав и точно оние фамилии на глобално ниво кои манипулираат и со енергенси и со се, и инфилтрирани преку невладини организации. Но тие се многу битни во друга смисла на зборот, бидејќи никој нема да можеше да ги собере тие на едно место. Кога беа протестите на владата, видовте кои се собраа пред владата. Значи, се собраа педери, лесбејки, наркомани, криминогени луѓе, убици, луѓе кои се на најниско ниво, талогот на општеството. Внимание. Знаете дека можат жестоко да ве нападнат за ова што го кажавте. Да, јас го кажав и претходно, го кажав кај Дардан, тие ме нападна, интересна работа. Значи, такви пцовки имаше на Facebook, што мене не ми смета. Добро, тоа е паѓање на едно ниско ниво. Добро, продолжите. И еве, кога веќе ме прашавте, зер лага е, ни животните не општат од исти пол меѓу себе. Добро, а зошто ние продолжите. луѓето кога имаме свест? Добро, продолжите. Значи, тоа е испод нивото на Јас свест. само сакав, морам заради телевизијата да се оградам, заради оваа радикална ваша изјава, за која сте свесни дека ќе предизвика реакција во јавноста. Значи, продолжете. Знаете кои се собра и ние гледајќи што прават тие, не потикнуваат ние да не го правиме тоа, да не бидеме како нив. Значи, стануваме свесни. Мораме да го спознаеме лошото, за да не бидеме и ние како нив. Тоа се, можам да кажам, луѓе кои се подсмеваа на нашите бранители во Куманово. Замислете, пишуваа, наскоро се надеваме дека и вие ќе заминете на тој свет. Кога нашите гинеа се бореа против терористи во Куманово, тие малаа по полицијата. Кои се тие луѓе? Тоа се луѓе кои заработуваат крвави пари. Тоа се луѓе кои јас ги нарекувам кои ја крадат крвта од гробовите на хероите и солзите од нивните сирачиња и ја носат дома и нивните деца ги хранат со нив. Куфери крвави пари влегува во Македонија само да не разнебитат, да ни го сменат името, идентитетот, да не распрскаат по сите меридијани, но не успеваат. Вреди ли да се бориме за име, за идентитет, на крајот на краиштата човек ќе каже, па, ајде, ова веќе не се трпи. Но вреди ли таа борба? Вреди, јас кажав, јас лично ќе се борам до последна моја крвна клетка за мојот народ. Јас немам друга татковина. Додека албанците направија две држави, бараат и трета држава. Ние имаме само Македонија и тоа ова мало парче. Алал да име. Позади мене стојат многу луѓе кои јас ги познавам, кои истото би го кажале. Значи тие велат, јас не сакам да бидам зрно песок, јас сакам да бидам планина, да се борам за мојот народ и да оставам нешто за мојот народ. Јас се гордеам што се повеќе и повеќе македонци има кои знаат што сакаат.
Очекувавте ли дека 2015 ќе биде ваква? Многумина ги изненади жестокоста на оваа година и злото кое Па на некој начин, значи, беше најавено, бидејќи тоа се провлекуваш, не сакаа да влезат во парламентот пратениците и јасно беше дека мораше нешто да се фабрикува. дека ќе кулминира. Значи, ќе кулминира, повеќе од јасно беше, дека ќе кулминира и се случи и на некој начин се погодија работите и на глобално ниво и на локално ниво, така да тука сте во право, Да, се погодија да, и на да, глобално и на локално. Погледнете што се мене случи. мене ме праша како ќе биде 2016. Јас им реков очекувам да биде полошо од 2015. Ќе ви кажам како ќе биде. Ова сакам да го кажам, значи погледнете што се случи пред владата. Се собраа пратеници и платеници, амбасадори. Се собраа против нашата влада. Тоа да се случеше во Вашингтон или во Москва. Ќе ги качеа во авиони, ќе ги вратеа во своите земји. Премногу сме толерантни како народ и преска го кажав тоа. Значи премногу. Страшно нешто, значи дозволуваме да си поиграат со нас. Направија паралелни институции. Како е може да направиш ти паралелна институција јавно обвинителство? Тоа е против закон. Овој жесток политички манифест ми е јасен. Како ги спојуваш она што го збориме за свеста во првиот дел, нели? За midichlorians, Да. или како ги нарекуваш ти? Одма ќе ви одговорам. Значи, јас сум свесен Како ги дека се спојуваш? прави манипулација во колективната свест. Значи, точно откривам дека тие одредени сили прават значи прават фотографско-лингвистичко невропрограмирање врз самиот наш народ. Успеваат да направат подобро. Успеваат или Значи, се обидуваат? Се обидуваат, грешка. Значи, не може да успеат и нема да успеат. Значи, се обидуваат. Тоа е оние што се од негативната страна. Се една рака народ. Премногу малце. Значи, премногу малце. Не може да успеат. Погледнете што направија паралелни институции. Тоа е флагрантно кршење на децидноста на законот, на уставот. Како можеш ти да направиш паралелни институции? Благодарение на некои освестени будни луѓе, како што е председател на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров, кој поднесе иницијатива за оцена на уставноста на 4 закони од договорот, и јас искрено се надевам дека Уставниот суд ќе донесе одлука и тоа се ќе падне во вода. Затоа што тоа е незаконски. Пак ќе кажам, флагрантно кршење на децидноста на уставот. Тоа се согласувам со вас, ама судот не заседава и нема да заседава на оваа тема. Би требало за тоа што свесните луѓе Така е, ќе дека би излезат на требало. улица. Мора да излезат. Тоа е веќе, Мора- ако излезат на улица, можат да се случат работите, да се приначат. Очигледно дека и нив им треба храброст, а улицата на крај може да биде храброст или изборите ќе бидат храброст. Веќе се свесни на западот. Погледнете што кажа неодамна Меркел. Значи мултикултурализмот вели таа Е е мртов. измама и заблуда. Така. И води кон паралелни општества и доселениците мора вели да се интегрираат, а не да се сепарираат во гета. Така. Разликата, значи, помеѓу западната и македонската цивилизација е тоа што западната интегрира со асимилација, Исто. а македонската интегрира со афирмација. Тоа Ова го и правил председателот уште Иванов го вика. Александар Македонски, значи пред 2300 години Затоа тоа и ние го сме го мразат правиле, тоа. затоа и го мразат. Така Значи е. тој им ги оставал Во право си. училиштата, Така е. Не ни уништа и образованието, културата. културата, Ама да се интегрира се во едно у друго, така. да, и целиот систем што го имале, значи се им оставал, само да може да ги интегрира со афирмација. А сега се случува нешто многу чудно. Тие ни продаваат демократија, а видете тие што прават. Значи нешто што некој наш македонец пред 2300 години би бил изненаден како можно е по 2300 години некој да прави ваква недемократија. Тоа значи дека ние сме од секогаш сме биле на едно многу повисоко ниво. Ќе офиничираме разговорот. Па можеме да го финишираме. Значи би го финиширале со тоа што ќе видите што ќе се случува. Ако веќе ме предвидувањето. Што ќе се случува во следната 2016 кога веќе го зборат. Значи колонијалните сили кои го предизвикаа ова раселување на народи си направија мечкина услуга. Сите од Букурешкиот договор што ставија подпис и што лоша мисла испратија кон Македонија, ќе бидат казнети на едноставен начин.
Тие си направија противуслуга. Терористите им влегаа во нивните држави, во нивните градови, во нивните домови. Мислите ова доправа Париз ќе се случува? Точно. Од сега до јули месец ќе видите што ќе се случува на западот. Сите ќе бидат казнети. На интересен начин Македонија ќе биде заобиколена. Светот ќе биде доведен пред Трета светска војна и во последен момент ќе се случи чудо. Благодарение на еден голем човек. Благодарение на Владимир Путин. И ние треба добро да размислиме со кого ќе се дружиме, бидејќи секој сака да се дружи со победникот. Треба да бидеме внимателни во изборот. Во никој случај не смееме да влеземе во НАТО. Во никој случај не треба да влеземе во Европската унија. Тоа го кажав и 2008 година на 18 декември кога дојдов прв пат кај вас во емисија. И која е причината зашто да не влеземе во НАТО и Европската унија? Некоја сила, некоја Божја сила ја чува Македонија. И треба да бидеме благодарни што нема да влеземе во НАТО. Во никој случај не треба да го бараме тоа. Сметката им е испорачана. Во Европа и тие ќе го плаќаат на рати. Но морам да кажам и зошто се плаши Западот. Значи, Западот се плаши од вистината дека Македонија е прво формирана држава на европскиот континент, 814 година пред раѓање на Исус Христос. До овој момент, за неколку дена, ние ќе бидеме 2829 години, поточно за неколку дена 2830 години како постои Македонија. Понасек, Рим како занечиска задруга во 776 година, а по Рим е Атина 753 година. Многу долго време не постоеле држави на европскиот континент. Нивниот зависен идентитет егото ги боли тие земји и затоа го прават ова зло на Македонија. Зашто ти ако избришеш Македонија, потоа доаѓаат следните по неа. Зошто ниедна од нив не е спомната во Светото писмо Библијата, а ние сме на 39 пати, на 39 места спомнати во Светото писмо. Токму ради тоа имаме проблем. Јас се надевам и испраќам една порека до сите оние кои ја сакаат Македонија. Значи, издржете. Сега сме пред големи искушенија, ќе пораснеме, ќе имаме сила да можеме да видиме што се случува, што ќе се случува со Македонија. Ќе се случуваат многу позитивни работи. И на некој начин треба да се заблагодариме на оние кои беа негативци. Значи, јас и вие, Јанко, не би го направиле тоа. Ние ќе се срамиме да излеземе таму на улица. Јас би се срамил да кажам дека мојата керка треба да учи албански. Би се срамил, веруете. Мене ќе ми биде срам да излезам пред мојата керка. Некој тоа го праве, ние не го можеме тоа. Не, Пораснавме Ниче, преку тие луѓе. не е проблем да учиме албански. Ја би сакал моите деца да учат албански. Проблемот е кога ќе ги почувствуваме албанскиот народ, дека ја сака оваа земја исто како што ја сакаме и ние. Тогаш ќе немаме никаков проблем и ќе учам не од градинка, од раѓање ќе учиме албански. Ниедно зло не може да одолее на љубовта. Тоа го велам јас цело време. Значи, да почувствуваме дека и тие ја сакаат оваа земја. Имаат љубов према оваа земја и овој народ и веднаш ќе ја добијат и од другата страна. Само е тоа спасот за македонците и албанците во Македонија. Така и тогаш ќе нема никаков проблем да се делиме или да учиме еден јазик, затоа што учиме јазик, а знаеме дека не обединува љубовта. Убаво, поетски е кажано, колку е остварливо, навистина не знам. Ви посакувам успех, се надевам дека ќе се вратите брзо со нова книга и ќе имам чест и задоволство да ја презентирам. Таа книга, значи, ќе се прави сценарио според неа и морам да кажам, една од моите неисполнети жел, за филм, и ќе кажам нешто кое можеби е шокантно за нашите гледачи. Тоа ќе биде една љубовна приказна за 7000 години на овие простори, што се случува и ќе се бори за да може да земе 13 Оскари. Тоа е нешто што е најпојмливо. Во моментов вака маце да ги заголица оние кои се знае ли кој ќе ја снима или тоа ќе биде еден од најскапите филмови, најскапите режисери, глумци и каскадери. Тоа е нешто за кое живеев цел живот, 30 години работам на тоа. Од сега за 4 години треба филмот да се бори за тие 13 Оскари. Ќе кажеш име? Не. Сега. Бог е љубов, се вика книгата. Мислев на режисерот. На режисерот. Или тој, или сега не е време. Не е време. Ово ред. Многу успех, ми се допадна ова шокантно на крај ова со Холивуд и Оскариве, ќе имаш поддршка за филм и за новата уметност, секојаш добре дојдено. Бог е жив
Со Господ напред. Со Господ напред, така е. Со Господ напред и вие, почитувани гледачи. Тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно. Преко рак.